Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија. Пред вас наскоро ќе се најдат предлог закони за измени и дополнување на законите во областа на високото образование, како и нови предлог закони чија содржина енергично ја отфрлија или во најмала рака суштински ја оспорија оние што тие закони најмногу ги засегаат – студентите и универзитетските учители. Ви се обраќаме за да ве повикаме да ја запрете понатамошната постапка и за да не послушате пред да донесете одлука што може скапо да не чини и нас, и вас, и целокупното наше општество. Имено, пред вас наскоро ќе се најдат предлог закони што се оспорија на стручни расправи и со прогласи во јавноста и против кои на улиците гласно и видливо се изјаснија десетилјадна поворка од студенти и учители, откако предлагачот ги пренебрегна нивните повици за суштински разговор, кој мора да се води врз основа на издржани анализи и наоди, подкрепени со докази. Тоа се предлог закони за чии концепти, за чии текстови предлагачот во кратки рокови побара мислење од единиците на универзитетите и кои мнозинството од нив недвосмислено ги отфрлија како противуставни, нехумани, штетни, скудно и противречно составени, како полни со недоследности и со нелогичности, како неспроводливи и најважно од се, како средства за конечно уривање на универзитетската автономија. Меѓу другото, студентите и академската заедница побараа да се напуштат тамошните решенија и да се одложи донесувањето на овие закони, а постапката да се врати на почеток, за да се стави на здрави нозе и заеднички со студентите и со академската заедница да се согледаат корените и причините за проблемите во високото образование, и тоа со анализа во која ќе се вклучат сите фактори за да може да се дојде до најделотворните решенија за нашиот високообразовен систем со сосема нов закон. Но предлагачот и владата не ги сочекаа ниту овие мислења и пред воопшто да измине рокот што самите им го дадоа на универзитетите, ги усвоија предлозите и ги проследија во собраниска процедура. Против овој чин јавно, со име и презиме се изјаснија над 100 универзитетски учители и еве денес нивниот број многукратно се зголеми. Кон овие повици, со лични јавни дописи и со писма подпишани групно, се придружија 80 од највидните светски мислители и филозофи кои предаваат на најугледните светски универзитети. Затоа, со оглед на гласноста и на многобројноста на овие недвосмислени пораки, ве повикуваме да го примените основното начело на демократијата, да го сослушате гласот на засегнатите страни. Од тука ве повикуваме да не ги донесувате овие предлог закони со кои, да наведеме само неколку начални забелешки, се воведува концептот на државен испит каков што не познава ниту една цивилизирана држава на светот и кој задира во автономијата на универзитетите, со кој се задира во определувањето на студиските и на предметните програми, кое секаде во светот по правило слободно ги изготвуваат самите установи и наставниците, со кој министерот во која и да е влада, сегашна и идна, кој политички именувано лице ќе дава согласност за рецензенските комисии за избор во звање на наставниот кадар во разни научни области, целосно уништувајќи автономијата, со кој се наметнува користењето одредена, преведена или било каква литература, иако на сите светски универзитети цивилизираната држава тоа не смее да го прави, со кој би се применувале нелогични решенија, неспојливи со разнородните научни дисциплини, со кои се обезвреднуваат јазиците што се говорат во Република Македонија и другите светски јазици за сметка на англискиот, со кој по автоматизам би се обезвредниле индивидуалните постигања на кандидатите од еден универзитет, единствено врз основа на педигрето на друг универзитет.
наместо со вреднување на личното постигнување по силата на множество критериуми. Списоците со ваква забелешка се огромни и патуваат до предлагачот, но предлагачот не ги ни сочека. Познавајќи ги одредбите на деловникот на собранието, посегнавме по процедурален чекор. Прво, ги повикуваме членовите на Комисијата за образование, наука и спорт во овој извештај да го отврлат предлогот и да утврдат дека нема потреба за натамошно читање. Сепак, иако уредно побаравме присуство, председателот на собранието не повика. Второ, очекуваме законодавната правна комисија, раководена од неусогласеноста на предлогот со Уставот, да го отврли, но и тоа не се случи. Затоа сега, трето, ги повикуваме пратениците по општата расправа да одлучат да се прекине со натамошно читање и со поставката, со што ќе оневозможат поднесување нов предлог во рок од 3 месеци. Четврто, доколку не го сторат ова што го сугерираме, бараме од собранието по општата расправа да донесе одлука за организирање јавна дебата, во чија функција ќе го објави предлог законот во дневниот печат, ќе собере мислења и предлози и ќе подготви извештај. Петто, се надеваме дека во второто читање, врз основа на јавната дебата, пратениците, матичната комисија и предлагачот ќе посегнат по бројни амандмани што ќе ги одразат барањата на засегнатите страни, иако остануваме со длабоко уверување дека само нов закон може да биде соодветна правна рамка за суштински и квалитетни реформи. Шесто, ако собранието изгласа закони по мерка на владата, односно на партиите, а не според потребите на засегнатите страни и на граѓаните, докрај ќе си го урне легитимитетот кој му е веќе подкопан и ќе се потврди како партиска школа наместо како школа на демократијата. На тој начин ќе покаже дека заборавило дека легитимитетот извира од нас, од народот. Седмо, конечно, последното процедурално средство е председателското вето. Ако председателот на Република Македонија кој милува да ги учи и да ги повикува младите лидери на донесување храбри одлуки, не собере храброст барем сега да каже не и не посегне по ветото, ќе го загуби не само својот политички легитимитет, туку и професорското и моралното достоинство и интегритет. Осмо, нам ни останува граѓански отпор. Затоа ве повикуваме да ги послушате нашите заложби и така да избегнете предизвикување инаков облик на отпор, граѓанска непослушност, која е легитимна во филозофијата и во историјата на правото и која им е својствена на делата и на дејствата на многумина пред нас. Им се обраќаме на пратениците во нашиот законодавен дом, а не на угнетувачи туѓенци. Со почит членовите на Академската заедница на Република Македонија.